Вечерва во топ тема на ваша страна интервју со претседателскиот кандидат Блери Мрека, со моите колеги Джилал Незири, Билјана Секуловска и Маријан Николовски. Овој кандидат практично го ставивме на едно жешко столче и тој ќе одговара на сите прашања од она што ние го следиме во неговата кампања, кои се неговите пораки, размислувања, како мисли да ги реализира тие планови. Да не должам многу, имаме 50 на минути за ова интервју. Господине Река, гледајќи ги вашите митинзи и главното мото што ви е на кампањата, велите: ќе имаме република за сите, а не како досега друштво, односно држава која не беше за сите граѓани. Ако ова го споредам и со концептот на вашиот против кандидат Ставо Пендаровски, слоганот него му е едно општество за сите. Во што се разликува вашиот концепт со оглед на тоа што вие упатувате критика до власта? Да. Прво ви благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија и ви поздравам колегите новинари. Здраво. Здраво на сите. Значи, концептот Република за сите е еден универзален концепт. Ја чак викам за една република за сите со законот над сите. Ова е мојата филозофија, затоа што мислам дека граѓаните се веќе уморни од корупција, од непотизам, од селективна правда и веќе им е навргла дали треба да продолжат со етнички манипулации, дали треба да продолжат со тендерски патриотизам или со комерцијален национализам, или треба државата да функционира на основа на уставот и на закон. Значи го издигнувате над етничкото, граѓанска држава и концепт на може да се владење на каже еден правото? супранационален концепт, затоа што мислам дека пред 2 години, ако се сеќам, Европската комисија дојде до една од најтешките вреднувања за Македонија во Прогрес репортот, која кажа дека Македонија е заробена држава. И сите ние се надеавме дека ќе ја ослободиме заробената држава и ќе ја деприватизираме државата, но и после овие 2 години ја гледам дека тоа тешко оди. Чак мислам дека баш во спротивност со мојот концепт Република за сите во кој ќе владее законот, гледам дека сепак ние сме во држава во која владее поединецот или поединците, тоест две-три личности кои одлучуваат за се во некои политички пазарења, чак и во пазарења и за едно од високите достигнувања во овие последни 2 години, а тоа е специјалното обвинителство. За специјалното обвинителство ќе имаме и посебни прашања. Само да заокружам, ако ми дозволите. Ќе заклучам со ова. Македонија е држава, но не е република. За да стане република, треба да владее законот. Верувам дека и моите колеги во овој контекст ќе имаат прашања. Джилал, повелете во однос на концептот на професорот, дали е разбирлив и дали сметате дека може да го сватат граѓаните дека е надетнички? Како прво, јас би рекол дека концептот на некој начин е конкурентен на тој што СРСМ го промовираше и добиваше на избори. Тоа е општество за сите. Но всушност, ако се гледа што значи република и што значи демократска држава и демократија, фактички нема многу разлика. Единствената разлика која меѓу овие две концепти е дека во републиката избраните функционерите се во функција на спроведување на законите и уставот. А во демократијата мнозинството често одлучува и да го дискриминира малцинството. Моето прашање е како тој, со оглед на ингеренциите кои се дефинирани во член 83 од Уставот за председателот на државата, би направил една ваква трансформација на целиот систем. Дали тоа значи уставни измени, дали тоа значи поведување на подпредседател на држава, дали значи од парламентарен во председателски систем, што значи всушност тој систем, тој концепт кој вие го промовирате? Значи, ние знаеме дека Македонија во овие 27 години и во овие 5 изборни циклуса за председател има еден, ја би рекол, компромисен или, ајде да не кажам, проблематичен систем на избор за председателот, затоа што огромниот легитимитет што го црпи секој председател на овие избори од неколку 900.000 гласови, ако не се лажам, не се одесува со лимитираните компетенции, уставни компетенции на председател. Што значи, еден председател за да се избере треба скоро 1.000.000
гласа да добие, а од друга страна има многу оскудни, или да не речам некои, ајде, не толку церемонијални компетенции според Устав. Додека, од друга страна, премиер може да се избере и со 200.000 гласови, а има енормно појаки компетенции во Устав. Значи, во таа смисла, малце и да одговорам на Джелал, но и да го докажам до крај оно што го почнав од мојата платформа за председател, ја мислам дека после овие избори на Македонија и престои една уставна реформа што се однесува до председател, во која ја мислам дека 3 амандмани или 3 можни опции за идниот председател треба да бидат следни. Првата, ако го прифатиме концептот за избор на председател од избори на сите граѓани, тогаш треба да размислиме исто да се зголемат уставните компетенции на председателот. Во втората варијанта, ако мислиме дека треба да останат овие лимитирани компетенции, тогаш зашто да не се размисли идниот председател да се избира во собранието со двотретинско мнозинство. И третата опција, ако не се прифати ни поголеми компетенции за председателот при избор од граѓаните, ниту пак се прифати избор од собранието со двотретинско гласање, тогаш можеби, ако сакаме да го сочуваме истиот огромен легитимитет со оскудни компетенции, тогаш да се предложи и функцијата подпредседател на државата, во која некако ќе се изнајде едно компромисно решение помеѓу етатистичкиот и помеѓу етничкиот концепт. Што сакам да кажам? Ние знаеме дека ќе ве молам за покуси одговори, бидејќи и другите новинари имаат прашања, Ова е прв пат сега премиерно што го изложувате. И го имате во мојата програма и на албански и на македонски. Да. И затоа сакав само да се докажам една секунда. Да, секако, да. Значи, ние имаме еден систем во кој знаеме дека албанците тешко може да бидат избрани за председател. Но исто така и македонците тешко може да бидат избрани без гласовите на албанците. Така да ние сме во една пат позиција и ако вака продолжиме, ќе дојдеме во вториот круг со политички пазарења на кои да му ги даваме глас. Тоа веќе не е демократија. Сметате дека во собранието не би имало политички пазарења, она што го споменавте со двотретинско мнозинство? Да, ама тогаш се знае дека пратениците гласат. А политичкиот пазар го исклучувате? Во таков случај не. Таму веќе се знае дека ќе биде политички пазар. Затоа викам. А зошто тогаш го давате тој концепт? Не, ја дам 3 опции. Ја дам 3 опции. Не сум ја тој кој одлучува, ќе одлучи во вашата програма. Зошто не ја исфрливте? Тоа е затоа што мислам пофер би било ако веќе се пазарат веќе во 5-те председателски циклуси за овие 27 години. На крајот се пазарат партиите на кој да ги дадат гласовите што ги гласале за нив и сега они во еден вид неауторизирана трговија со туѓи гласови ги дават на друг кандидат. Тоа е, мислам дека нема врска со демократијата. И да заклучам, зашто подпредседател? Затоа што во овој случај кога се гледа дека албанците, не само албанците, ни бошњаците, ни ромите, ни србите, ни турците тешко ќе бидат некојаш председател, ја предлагам секогаш вториот кандидат кој добија највеќе гласови во еден изборен циклус, автоматски да биде подпредседател. Со тоа некако ќе се еквилибрира, ќе се балансира принципот на граѓанството, значи еден граѓанин за сите. И ситуација би било, да. Вие Секуловска имате ли прашање? Да. Околу вашиот концепт, прво не ми е јасно, многу пати го образложувавте, концептот како решивте да станете кандидат за председател, зашто токму Алијансата за албанците. Јас како што го разбрав, а вие поправете ме, вие едноставно сте објавиле дека сте решиле да станете кандидат, а потоа сте чекале некоја партија да ве поддржи. Може да одговорам? Да. Се разбира. Прво, не е точно дека, како рековте, Алијансата ме предложила. И второ, не е точно дека сум чекал. Не ви понудила? Не е точно. Пак, ја викам, само дозволете ми ја да завршам. Ја го објавив мојот концепт, тоест мојата кандидатура, на еден неконвенционален начин, као независен кандидат, затоа што и немам инструменти. Сам со себе независен, за себе немавте партија? Не. Па ја ни ден денес немам никаква политичка партија. Едно утро, еден ден. Не, беше навечер, не се разбудив, него бев доста
Размислувавте и решивте на Facebook да објавите дека станувате кандидат за председател и чекате потоа понуди. Не чекав. Не. Само дозволете ми ја да довршам, па после вие поставите прашање. Прво, јас веќе 25-6 години работам на евроатлантска интеграција. Предавам веќе 22 години предмети од меѓународно право, право на Европската унија и така натаму. Бев амбасадор на Република Македонија во ЕО. Експерт сум за поглавието 24. Тоа не е спорно. Значи, ајде таа ноќ да ја заокружиме. Да, ама до тука бев само интелектуалец, така? И сега, размислував, што може ја да направам за државата? Дали да седам и да пишувам статуси по Фейсбук и да бистрам интелигенција, памет и така натаму, или да влезем во политиката, само таму се менуваат работите подобро. Значи, беше мојата дилема да останам пасивен интелектуалец или интелектуалец кој влегува политиката како активен политик. И ја решив, и тоа го објавив во еден многу краток статус, викам уште еднаш виртуално, затоа што и немам ни инструменти, ни ресурси, не сум ни член на партија, не сум ни член на влада и така натаму. И Алијансата за албанците прочита? И потоа, двете партии, не само Алијансата, и движењето БЕСА, и Алијансата, во нивните преседателства, одржаа состаноци и ме поддржа. Виделе на Фейсбук? Да, виделе на Фейсбук и, за да докажам дека така е, само видите ги, ве молам, слоганите, постерите, билбордовите и така натаму, дали негде во моите билбордови, постери или пропагандни материјали ќе најдете лого на двете партии. Тоа не е во важно. Државната изборна комисија таму стојат логовата на двете политички партии кои као поддржувачи. Во мојата кампања, значи водаме че кампања 10 дена, други останати два кандидати имаат и лого на нивните партии. Во мојата нема ни едно лого. Потврдата за кандидатура беше и со 10.000 подписи кои ги собравте како останатите кандидати. Маријан, повелете со вашето прашање. Јас следам неколку дена кампања ваша и се прашам прво, зошто мислите дека никогаш албанец не може да стане председател на држава? Ја реков досега никогаш. Јас сега мислам дека може да стане. Ја реков досега. Ама знаете дека вие не сте тој што ќе може да стане председател? Ја мислам дека јас сум тој што ќе станам. Така сега да прашаме на работа. Во основата, зошто албанец не може да стане председател, веројатно е причината од каде извира тргнувањето во тој процес. Вие се повторно фокусирате на она што се вика во Македонија етничка политичка карта. Не е вистина, не е така. Докажете ми со што. Не, прашувам, дали мислите дека причината зошто некој не може да стане албанец председател на држава е во поделеноста на политичките партии по етнички табори? Не е тоа. Ја ви објаснив во претходниот одговор, во системот. Значи, системот е конципира со директни преседателски избори на граѓаните. Во тие директни преседателски избори на граѓани, според демографскиот и статистичкиот показател, се знае колку е бројот на албанците и доаѓаме во реална ситуација дека не може. Но, ја ви реков исто, дека во вториот круг секогаш без гласата на албанците било тешко да речем невозможно. Тоа не е спорно, затоа ја прашувам. Значи, системот е мојот одговор зашто не можеше до сега да биде преседател албанец. Затоа ја прашувам, дали тој систем е така билдан, граден токму заради поделеноста на политичките партии по етничка линија во Македонија? Не би рекол, еве сега нели имаме 31 или 32 политички партии кои се застанаа за еден. Застанаа за македонец, не застанаа за албанец. Тука е проблемот. Треба да се промени менталитетот. Само уште едно прашање. Кога ви е митингот во Берово и во Делчево? Во Берово не, но Струмица ќе имам предпоследниот ден. А зошто не во Берово и во Делчево? Веројатно па мислам дека Струмица е поголем град. Добро, ама Делчево има 12.000 гласачи, Берово има 10.000. Само Струмица има 200. Која е вашата стратегија за добивање на македонски гласови? Затоа што тој дуализам се приметува и на митинзите. Вие зборувате за граѓански концепт, за република, објаснувате тука зошто би било добро и албанец да е председател, меѓутоа ги имате сепак поддржувачите, а тоа се Алијансата и БЕСА, кои што спроведуваат политика која што е наменета токму само за албанскиот електорат. Тоа се гледа и по митинзите и по нивните обраќања. Ја не можам, навистина не можам ја да им кажувам што треба да зборат, те сепак се политички партии, ја не припаѓам на нивните партии. Ја одговорам за моите говори, за мојата програма и за моите Но товарот
Така и славата ја имате врз собствените плеќи, нивната мислам. Па ја не би рекол дека славата, ја не ја почнав оваа кампања со слава. Без политичките партии. Да, еве беше на пример го невозможно. отворите прашањето и за ресоциализација, да кажеме, на припадниците на ОНА по 18 години, што за мене е многу голем период. И направивте една комперација дури тука со влезот во НАТО, дека правевте паралела дека тогаш НАТО беше и посредник во војниот конфликт во 2001 за смирување и подавање рака со подпишување рамковниот договор. Зборам дека риториката и тука повторно вие ставена во контекст и обраќањето вие повеќе за албанците. Кои делови вие ги издвојувате од вашите говори кои се наменети за сите граѓани во општеството, за да се свати дека републиката е концепт за сите, над етнички и над партиски? Вие ме прашавте за средбата со ветераните на ОНА. Да. Ја колку што знам, Сдруженијето на ветераните на ОНА е регистрирано правно лице според македонските закони во 2002 година, така ли? Нивните бивши команданти се 18 години во влада, во парламентот. Нивниот главен командант е предложувач и поддржувач на кандидатот кој се вика консенсуален. Нивниот бивш командант е председател на собранието. Нивните бивши команданти се председатели или градоначалници на општини, министри, заменици, премиери и така натаму. Значи, не знам за која ОНА се зборувате. За ОНА која е во владата на Република Македонија 18 години и со ВМРО и со СДС, или на ОНА која е на улица, која нема никаков статус. Вие не се обративте на овие што се на улица, дека ќе се... Ја ви се обратив затоа што ја ќе ги сретнам сите здруженија на граѓани, значи во тој смисол и овие, и во врска со ресоциализацијата. Ја од нив дознав вчера дека анексот Ц од Охридскиот рамковен договор ни после 18 години не е спроведен. Иако, колку што дознав, уште од 2008 имало нацрт закон или предлог закон за да се регулира статусот нивни и не е регулиран. Што значи? Имаше обиди, меѓутоа никогаш не беше истерано до крај. Така да ја мислам, она е малце по-длабок проблем и ако сакаме да бидеме фер, тогаш треба да се постави прашање како тогаш се формира влада со бивши команданти на ОНА. Ако ние вака ги негираме овие што се на улица без никаков статус. За да го запазиме редот, повторно Джелал. Мене, јас имав едно прашање со Маријан да само се надоврзам. да ви предочам дека имаме и повеќе прашања на повеќе теми. Во врска со етничкиот пристап кој беше спомнат од страна на Маријан и дополнет од страна на Снеже, дека мене ми изгледа дека се коси со пристап, со концептот кој вие го имате, а тоа е република за сите. Ако републиката подразбира устав, закони кои ќе владеат над сите, дали е малку противречно да речеме да инсистираме ние на етничка припадност на носителите на функциите или во конкретниот случај подпредседателот на државата што вие го ја викам заради отстранување на овој, како да кажам, проблем, системски проблем на пат позиција и автоматски за да нема пазарање на вториот круг, автоматски тој вториот. Ја не викам дали треба да биде албанец, ја не реков дали ќе биде албанец. Кој било да е, може зашто преюдицирам, може да биде бошњак, може да биде србин. Да, тоа не е концепт на интеграција, тоа е концепт на поглаварство, на дезинтеграција на едно општество. Вие така мислите, ја другаче го мислам концептот на инклузивност, но тоа е ваше мислење. Да не се задржиме само на инклузивноста, го отворам и сетот на прашања и на Секуловски исто така ќе ја дадам збор во однос на тоа што велите, еве ќе ве цитирам, со албанскиот јазик ништо не е направено. 3 пати се менува, само некои промени козметички се прават. Ја барате поддршката од гласачите да гласаат за вас, за да се променат овие работи. Што суштински треба да се направи за да биде видлив законот за албански јазик? Значи, овие 3 закони што ги правеше Дуи во сите влади, и со владата на ВМРО, и со владата на СДС, во 2008, 2011 и 2018. Повеќе ги правеше за електорална изборна муниција во престојните избори и пред секои избори викаше ние го официализиравме албанскиот јазик. И после на другите избори пак донесува закон 2011, па пак го официализираме и сега пак. Сега не знам кога го официализира, дали 2008, дали 2011 или 2018. И
да ве малце коригирам, тоа не е закон за официализација на албанскиот јазик. Насловот на законот е Закон на употреба на јазиците, што го употребуваат 20% од населението. Толку. Но сепак тоа е во рамките на уставот. Да. А вие Ја не го негирам. вие велите дека вие сте еден од творците на уставните промени. Не, јас кои се само бев случија член на по комисија за уставно. Не, ја бев член на комисија за уставни прашања во 2000 година, кога се пишува амандманите. И тука имаше најголема дискусија, полемика, може да ги видите и моите ставови и на YouTube, и на дневните листови во тоа време. Имавме доста реплики, но заради случајот со Карпалак, кој беше пред неколку дена пред таа дискусија, остана како што остана. А иначе, само ве упатувам на книгата на амбасадор Джеймс Пердју, кој беше еден од медиаторите на кој во една од страна од неговата книга пишува дословце вака: официализација на албанскиот јазик беше главната тема во преговорите во Охрид. Секуловска. Околу албанскиот јазик во Македонија, сметате ли дека треба да се воведе албански јазик задолжителен заедно со македонскиот од прво оделение, а подоцна учениците, децата да учат и странски, односно светски јазици? Тоа е еден сегмент од стеза тој концепт. Ќе се борите ли како председател? Сигурно, значи тоа не е само мој концепт, ако се сеќавате и ОПСЕ пред 10 години излезе со таков проект за поголема инклузивност на децата, во кој албанци ќе го учат македонскиот од прво и македонците. Но не факултативен, туку задолжително, еднакво заедно. Да, знаете зашто? Еве да речеме, се прави многу голема фрка за тоа дека зашто треба сега да се учи албанскиот. Добро. Ја ги разбирам стварно што му треба албанскиот во Кочан, да речеме, или во Баландово. Но навистина децата во Скопје, во Тетово, во Гостивар, во општините кај што се помешани, би требало да го знаат основниот албански јазик. А сметате дека оние во Кочан и останатите градови не е потребно да го знаат? Таму би можело факултативно, значи не обврзувачки. Оти стварно навистина, ако во една општина во Македонија нема ни еден албанец, а тие нема да комуницираат меѓуопштински? Да. Тоа е веќе речено со овој закон, тоа е кореспонденцијата, службена кореспонденција со органите на управа. Говориме за знаењето на јазикот, не за официјална кореспонденција. Зошто ги исклучувате тие деца? Не, ја не ги исклучувам, ја реков може факултативно, не ги исклучувам. И ве упатувам на еден од најдобрите примери решени во Европа, значи во Финска се само 8% швеđани, така? Шведскиот е исто така равноправен и официјален службен јазик. И никој не го пречи да збори на шведски. Така да. Само да додадам дека во Скопје има само 2 градинки во кои што децата можат да учат и на македонски и на албански и каде што всушност групите се мешани. За жал, ако сакате да однесете мало дете да научи албански јазик и да биде инклузивно, тоа е многу тешко да се направи во овака поставеното општество. Маријан, во однос на законот за јазиците или измените или неговото функционирање или некој друго прашање? Околу јазиците сега на друга работа. Го познавате образовниот систем во Македонија како функционира денеска во поглед на јазиците? Не толку. Знаете дека, например, македонците учат на македонски, не учат албански. Албанците настават да следат цело време на албански, посетуваат само предмет по македонски јазик, за кој што како добиваат или не добиваат оценка. Имате представа колку од населението во Македонија македонците што не познаваат албански не познаваат, колку од младото население албанците познаваат македонски јазик? Не сум правил такви истражувања, ако ги имате податоците, баш би сакал да ги споделим. Ќе ви кажам, познавам 4 луѓе во Скопје само кои што албанци своите деца родители ги праќаат на двојна настава, и на македонски и на албански. Добар пример. Сега прашам, дали мислите дека тоа е концептот и дали имате вие концепт како да се интегрираат македонците и албанците во образовниот систем, затоа што 30 години наназад како што се појавува проблем го немаше во Струга, сега веќе го имаме во Струга и решението е 2 смени или они ќе одат од Сабајле, другите ќе одат од Кладне. Најдобар модел и најдобар одговор на вашето прашање е институцијата од кај ја доаѓам, Штуловиот универзитет или Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Значи, ние нарекуваме flexible use of language или флексибилна употреба на јазиците,
во кој во службена употреба се истовремено трите јазика, албански, македонски и енглески. Но не само во администрацијата, него и македонците учат во прва и втора година албанскиот и албанците го учат во прва и втора година. И ќе ви кажам, ние оваа година одбележуваме значи 17 години од основањето на овој универзитет. Дали знаете дека и за време, значи, кога се отвори универзитетот во 2001 и потоа, ние за овие 17-18 години не сме имали еден, ама баш ни еден меѓуетнички инцидент. Значи, зашто тој успешен модел на микроплан да не го аплицираме на макроплан? Значи, тоа е success story Штуловиот универзитет и доаѓајќи од таква институција во кој предават и македонци. Ја предавам и на македонски, и на англиски, и на албански. И има еден професор македонски кој може да предава и на албански и нема никаков проблем. Значи, кај нас не се двоиме на кој јазик сакаш да го слушаш предметот. Ниту учениците се двојат. Не. Значи, тоа е како може тогаш еден универзитет со 6-7 илјади студенти да функционира во една средина, како што е Тетово, а од пред неколку години во Скопје, мешана средина, и да немаме баш ни една приметба. Ви кажувам, не само од студентите, него ниту од професорите да се жалат дека овој студент не побара да му предава на македонски, ја не му предам. Тоа кај нас не постои. Мислам дека ако има волја, ние можеме да направиме ист таков модел и беше прашањето во образование. И пак доаѓаме на партиите кои што се етнички поделени и кои никош нема да го имплементираат. Универзитет е не партиски универзитет. И затоа во политиката нема никогаш не рече тоа е веќе друга. Образовниот систем треба да го реформира независна институција, невладина институција, непрофитабилна институција и меѓународна институција, имаме меѓународен борд, така да можеби тоа е клучот на успехот. Тоа ме води во следново прашање во однос како ќе кохабитирате со власта или со партиите, ако ви имате вакви граѓански идеи, ако се залагате за процесот на инклузија во образованието. Меѓутоа, прашањето за јазикот е практично киднапирано од политичките партии. Па ја верувам во почетокот пред избори, проблематизирано. Три закони пред 3 избори секогаш недоволно доречено. Прашањето за исполнување на Охридскиот договор исто така е прашање кое е киднапирано од политиката. Не завршен концепт до крај, кој што се користи за дневно политички цели. И вие самите рековте за С делот од Охридскиот договор. Како ќе успеете како председател да се справите и со барањата на оние што ве поддржуваат, алијанси и БЕСА ќе ви испорачаат конкретни барања? Добро, они може да испорачат се. Ја не можам да хипотетизирам што ќе биде, која ќе биде. Тоа ве ставам во улога на председател, каде што ќе мора да кохабитирате, а од друга страна и оние што ве поддржале да ги задоволите. Сега ќе ви одговорам на вашето конкретно прашање за кохабитација. Ја прво мислам, пред да одговорам на ова, мора да ви кажам нешто друго. Мислам дека мојата кандидатура као независен, непартиски и немнозински кандидат само може да биде здраво за македонската демократија. Затоа што во спротивниот случај, ако одиме со хипотезата дека нивниот председател ќе биде од владеечката коалиција, ние тогаш ќе имаме еден систем на еднопартиска држава која ќе ги контролира сите власти. Значи, владата, парламентот и председателот, а да не зборам и локалната самоуправа. Со еден независен председател, ја мислам дека ќе се создаде на ситуација на check and balance, во кој председателот не да ги опонира, не да ги блокира процесите, но да ги комплементира и да им дава, значи колку што е можно повеќе придонес, пред се во моето поле на одговорноста, во евроатлантската интеграција, во НАТО интеграцијата, во почеток за преговорите со ЕУ и во безбедносниот сектор. Значи, ако ја бидам председател, сигурно дека нема да опонирам, него ќе им помагам на Министерството за надворешни работи, на Секретаријатот за европски интеграции, па и на целата влада, толку што знам со моето искуство, знаење и со моите лични контакти. Од надворешната политика кој верувам дека колегите ги имале во однос на тоа како вие сметате дека ќе соработувате со традиционалните партнери на Македонија, меѓутоа и со Русија и останатите земји, повелете со сетот од прашањата за надворешна политика. Јас мислам дека најактуелно во моментот е прашањето помеѓу Косово и Србија. Господинот река има дел од кариерата ја има во косовските институции, били советник на Кушнер, колку што знам.
така што кој ќе биде вашиот став? Кој е вашиот став во врска со тоа што се дебатира, се диалогира на маса помеѓу Белград и Приштина, а се работи за можната размена на територии и како таа евентуална размена на територии би рефлектирала и на останатите земји, вклучително и Значи, Македонија продаде да успешна регионална приказна со подпишување на Преспанскиот договор. И тука, како што гледате, не сум ја секош против Заев, против премиерот. Кога е за фалење, ќе го фалиме. Кога не е за фалење, ќе го критикуваме. Значи, он собере храброст, нормално не сам, со сите политички партии од позицијата и од опозицијата, вклучувајќи ги овие две партии кои ме поддржуваат, за да се изнајде едно решение после 27-годишниот долг асиметричен процес на неравноправни преговори помеѓу две страни. Да не го елаборирам тоа понатаму. За таа успешна регионална приказна за постигнување на едно билатерално добрососедско решение Македонија, Грција, може да биде пример и за решавање на косовско-српскиот проблем. Вие прашавте многу конкретно дали сум за промена на територија или на граница. Апсолутно не. Затоа што тоа е многу опасно. Размена? Ни размена, ни корекција, ни промена. Значи, ако идеме со принципот на решавање на етничките прашања со територијални солуции, тогаш тоа може да биде домино ефект или некој спиловер кој може да се пренесе и на други. Но факт е дека сите досегашни спогодби, договори помеѓу Белград и Приштина не се имплементирани. Да, тука се едно 15 прашања кои уште од 18 април 2013 така. Но ја мислам дека може малце по-иновативно и, да речем, по-креативно да размислуваме за друга солуција. Ево, ако ме прашате мене, ја имам една солуција која се трудам и во оваа кампања да ја презентираме. Тоа е едно компромисно решение меѓу Србија и Косово. Во што се состои компромисот? Ако за Србија сега главно е прашањето на отварање на поглавјето 35 во евроинтеграцијата во ЕУ, а тоа подразбира нормализирање на односите со Косово. И ако за Косово важно за членување во Обединените нации, ние можеме да дојдеме слично како Македонија и Грција во едно вин-вин сценарио, они да постигнат еден компромис во кое не мора Србија да го признае Косово. Може би е толку тешко сега, но бар да не го блокира Косово, да стане членка на Обединените нации и за возврат да се подпише нормализација во која ќе се откочи интеграциониот пат на Србија кон ЕУ со поглавјето 35. Вака, како што слушнав и од германските и од француските политичари овие 2 дена, без затварање на проблемот со нормализација на односите со Косово, Србија не може да се зачлени, тоест не може да го отвори поглавјето 35. Секуловска, можете едно или блиц прашања, неколку за надворешна политика? Две. Вашиот став за најавите на Доналд Трамп, американскиот председател, за градење на ѕид со Мексико, и вашиот став за политиките на Путин, путинизацијата на Русија. Ги знаете сите критики кои се вперени со низа овие години, децени. Станува збор околу кршењето на човекови права, медиумски слободи и така натаму, да не должам. За зидот. Првата беше за Трамп и мексичкиот зид. Добро, сега ние сме мала земја и мали сме да коментираме, да речеме, големи сили, кои што се Америка и Русија. Сепак, Америка и Русија се две најголеми сили. Но, првото прашање, градењето на зидот со Мексико, е сепак повеќе внатрешно прашање од безбедносен карактер и како го третира Белата куќа од национален интерес. Второто прашање, рековте, кршење на човекови права, на Путин и така натаму. Се согласувате околу градењето на зидот? Не, ја не се согласувам, но јас сум многу мал, значи неважен. Значи, добро рековте, не се согласувате, добро. Во тој поглед. Што се однесува до политиките на Путин, внатрешни прво рековте, за невладење на правото, на кршење како што кажавте, се извинувам што ве прекинувам, домино ефектот би бил предизвикан и со косовското прашање, така беше путинизацијата предизвикана и во светот. Има низа сет обвинувања. Путинизација и па и кај нас обвинувања дека се меша во изборите.
американските избори, во Брекзит и всушност влиел врз исходот, односно Да, резултатите. ако мислите за така наречената хибридна војна, фейк ньюс и така натаму. Но проблемот во Русија и во, како они ја нарекуваат, суверената демократија, еден концепт на Путин, е тоа што за Русија секогаш постои еден надворешен непријател. И тоа се максимализира во внатрешната политика. Ако ги гледате статистичките податоци, за време на анексијата на Крим, популарноста на Путин беше на највисоко ниво. Во последните анкети има опаѓање затоа што нема веќе енергија која може да запали нацијата со националистички страсти и така натаму. Политичари ќе ве прекинам, зашто и за Македонија ова се однесува. Вие знаете дека политичките структури елити во Македонија и безбедносните структури дури говореа за руско влијание во Македонија, кој е област. Да, чак и нашиот северен сосед вика македонскиот сценарија во Белград. Ние сме толку мала земја да не можеме да извезуваме нестабилност вон границите. Вон, но говориме во. Па не верувам како можеме ние да дестабилизираме Македонија со такви концепти. Не сметате дека има руско влијание во Македонија? Не, не реков дека нема. Добре. Но после завршување и затварање на процесот на НАТО интеграција, кој веќе со 11 ратификации во земјите членки и верувам до крајот на оваа година ќе се заврши. Сметате дека е анулиран и тоа е со самото затворен зачленување процес на Македонија во НАТО, ја не гледам веќе ризик или потенцијален ризик од Русија кон независноста, суверенитетот, територијалниот интегритет на Македонија. Затоа што веќе, па да бидеме сега многу отворени, зачленување на Македонија во НАТО е геополитичко. Добро. Во ЕУ е и техничко. Вие ќе бидете, кога ќе станете председател, ако станете председател и главен на, мислам, ќе биде под вас и агенцијата за разузнавање, па многу повеќе ќе ве боли глава од податоци и во однос на Русија и на останатите. И нема да го подценувате толку. Сега ќе Нивното влијание, сето дали ќе биде конкретно прашања. Ќе му устапам простор на колегата Маријан, а можете и да се надоврзете на вашето. Јас нема да се со надворешната политика се занимава и може уште некои прашања да постави кој има поглед на тоа. Сега да го вратам. Секој со своето време сепак. Господинот река на почетокот. Се надоврзам на ова прашање за безбедносните структури и информации да не го заборавам. Ако сакате може се па после. Може, ќе заборавам. Значи, трите мои приоритети како председател на државата, ако нормално се изберам, во надворешниот и безбедносниот сектори од одбраната ќе бидат следними. Прво, ќе побарам Македонија да издвојува 2% од државниот буџет за армијата, што е предуслов за НАТО членка. Сега мислам дека е 1,13%, ако не се лажам. Вториот приоритет е компатибилноста на човечкиот фактор, тоа е војската, и да речеме оружјето и другите технички фактори кои што треба да бидат според НАТО стандарди. И третата точка, третиот приоритет мој е радикална реформа на безбедностите и разузнавачките служби во нашата армија. Зашто го велам тоа? Затоа што мислам дека со зачленување на Република Македонија во НАТО, ние ќе бидеме дел од информативниот систем на НАТО, кој е многу сензитивен, многу е дискретен, многу со класифицирани информации и ја не верувам дека НАТО ќе ни поверува нам да ги расподелува тие информации, ако знае дека во армијата се уште ние имаме информативци, тоест безбедњаци, кои до само пред една година беа против зачленување во НАТО. Значи, треба една реформа на сектора за разузнавање и контраразузнавање во армијата. Ако сакаме да бидеме, значи, кредибилни партнери со НАТО. Ви благодарам на конкретниот одговор, повелете. Добро, јас ќе се видам да го вратам на почетокот од господин река од дебатата и ќе го прашам, ако на 21 или на 5 не станете председател, како ќе го доживеете моментот кога ДУИ БЕСА, односно БЕСА и Алијансата ќе зборуваат за тоа дека имаат повеќе гласови од ДУИ на овие председателски избори? Пак сега ме терате на партиски терен, видите. Ја чак и не се лутам ни на ДУИ што не ме предложи. Тоа е нивна политика. Меѓутоа ги повикувате нивните гласачи да ве поддржат. Да, гласачите.
ја мислам дека не може граѓанинот да биде само партиски определен. Сепак, он има и некои други идентитети. Значи, ние го сведовме ова... Да, само да не се оддалечите од одговорот за колегата. Затоа сакам да одговорам на прашањето. Значи, ја ќе ги повикам сите гласачи, без разлика на која партија ја припаѓа, затоа што мислам 30 години сме по падот на комунизмот и една од најнелогичните ситуации во овие избори кога партијата треба да кажува што е добро за гласачите, што е добро за граѓаните, што треба да се гласа, кој треба да се гласа, као да гласачите немаат свој личен идентитет, свој размислување, него треба да ги учи се уште партијата. Ние се враќаме на еден комунистички режим кога Централниот комитет на комунистичката партија викаше овој треба да се гласа, вие граѓани само треба да излезете на избори, затоа партијата мисли за вас, а не вие. Ако ми дозволиш, само прашањето беше во контекст на моментот дека вашата цел и на БС на Алијанса е различна во овие предизбори. Нивната е да натрупа на своето конто гласачи со кои ќе оди против друг. Вие имате, ја зверувам во вашата крајна цел дека сакате да бидете успешен председател. Како ќе го преживеете тоа? Вие се ова го гледате како една меѓупартиска битка или во која вие сте фигура, една обична марионета. Да речеме центар тоа е идејата. Значи, јас сум тој што давам голови, а вие викате дека овие ќе ги книжат или, ако не победам, ќе губат. Добро, тоа е политиката, вие мора да... Па добро, со самиот чекор што влегов, више не сум само ќе ве интелектуален подсетам во овој независен. контекст на Марија на вашата изјава. Вие рековте, негиравте, никогаш не сум рекол дека арнутите гласаат за македонците. Реков дека на сите албинци на кои се уште крвта не им стана вода, ќе гласаат за Блери Јас сум тоа на села. Може би на села. Затоа ви кажувам дека тука се уште памтам што зборувам и од тука извинете, од тука се и овие прашања на Марија, да, извинете за грешката. Од тука се овие прашања дека се создава конфузија. Да, ама Сила го кажал, Сила ве поддржува. Да, едно прашање во овој контекст. Вие велите дека сте независен кандидат на кој му се досадило да соли памет, народно кажано преку Фейсбук и преку дебатни емисии и решил да влезе во политиката. Но дали поддршката која стигна само од две партии малку ја засени таа ваша приказна за независност? Ќе ве молам само за покуси прашања и одговори, немаме уште многу време. Дали би било подобро вие самите да ја организирате целата кампања сега на терен, а гледаме дека фактички целата инфраструктура која е користена во целата кампања досегашна е на двете политички партии. Значи, Джелер вака. Вие може да проверите, мојот штаб е во Старата чаршија, може секој ден да го одете. Јас гледам дека и лидерите земаат говори. Значи, сепак ако им дозволите на села и на касами ја имам свој штаб, ја имам свој штаб со мои волонтерци, значи можеби сум единствениот кандидат кој целата работа го прави штабот со волонтери. Значи, ја не плаќам никого и немам никаква финансиска поддршка од некој. Тие се млади луѓе, млади девојчиња, дечки кои се образовани, урбани, кои имаат многу квалитетни идеи и кои ми ја водат и визуелната, и дигиталната, и спотовите. И се бесплатно. Па може да проверите. Ја викам, одете кога сакате. Во штабот ќе ги видите. И така да ја мислам, да не се заглавиме само на прашањето на поддршката на партиите, имам едно прашање конкретно, во следниве 5 минути може да ме дополнат и колегите. Кога ве прашав за кохабитацијата, како пример, например, сакам да наведам, дали би ставиле вето на закон, затоа што вие и во дебатата што беше на Телма зборувавме за законот кој ќе се носи за обвинителството, во кој ќе биде инкорпорирано и СЈО. Меѓутоа, прашањето е, ако не се користат бомбите како докази, например, ако се поштадат одредени функционери од сегашната власт или од било која власт, дали тогаш вие воопшто ќе подпишете таков закон со оглед на тоа што критикувате дека со тоа би се заштитиле функционерите, еве дури кажавте и на ДУИ. Вака. Значи, ја прво и на една друга емисија го постави прашањето. Зашто требаше нов закон за специјалното обвинителство, кога стариот беше толку добар? А знаете зашто? Затоа што Врховниот суд на незаконски, на неуставен начин толкуваше закон, наместо тоа да го направи собранието. А собранието одбегна да го толкува законот за специјалното обвинителство и дојдовме до тие пазарења во кои сега бомбите нема да бидат доказ, па ќе се водат само до 17 во јуни 30 јуни 2017 и така натаму така. Тоа е толку прозирно
дека тоа е една политичка трговија во кој сакат да се уништи специјалното обвинителство. Затоа ви викам, ако јас станам председател, сигурно ќе размислам два пати дали една таква законска лакрдија за специјалното обвинителство ќе ја подпишам. Добро. Ајде, може ли уште една само уште едно, па пауза за реклами. Аха, добро, околу надворешната политика. Министриката Радмила Шеќеринска изјави дека е убедена дека барањето на Турција за екстрадиција на осумничените блиски до Фетула Ѓулен, обвинет за, знаете, неуспешниот државен удар, би влијаело на турските власти во брзината на ратификување на протоколот за НАТО. Ја парафразирам, но не и верувам дека е така. Добро? Не верувам дека е така. Дали би ги испорачале Турција, ако тоа е? прво само да одговорам до Билјана. Прво, Турција е стратешки партнер на НАТО и не верувам дека со едно многу, да речеме, не Грција персонално, беше членка на Европска унија, па не го... Да, и ќе се пазарат со апсење на, како ги викаат они активистите на Фетула Ѓулен во Македонија. Сепак, НАТО е стратешка ориентација и не верувам дека Турција тука ќе не закочи. А во врска со ова што викате, дали рековте? Со оглед на тоа што во Косово се случи преку ног да бидат испорачани. Дали треба да се испорача? Дали каков е вашиот Прво, став? таа не е компетенција на председателот, тоа се знае компетенција на чија, и така да ја не можам хипотетички да Сега во одговорам. Косово председателот беше клучна фигура на испорачувањето. Добро, меѓутоа во моментов владата кажа кај нас дека обвинителот ги, мислам, испитува нивните Ја не сум бекграунди обвинител и не сум ни судија, председателот нема такви компетенции. Меѓутоа добро потсети Джелал дека таму председателот ги направи Таму тие е работи, таму. од тука и нашите Без прашања. знаење на премиерот. Без знаење на Тоа премиерот. е таму. Ја зборувам за Република Македонија. Пауза за реклами и во следните 5-6 минути до крајот со блиц прашања до кандидатот за председател Блери Мрека. Последни 5 минути од жешкото столче во кое што го ставивме кандидатот Блери Мрека. Маријан, повелете ви. Блиц прашање, кој ќе станете председател, кого прво ќе помилувате? Кого прво? Ќе помилувате. За тоа ја ќе формирам една комисија на судски и експерти од обвинителството, затоа што не сакам да се повтори или да се повторат грешките на актуалниот председател, кога помилуваше без некоја претходна анализа. Значи, ја ќе побарам... Имаше анализа, и тоа добра, прецизна. Точно кој треба да биде помилуван? Веројатно алудирате на амнестијата во однос на 27. Не, ја мислам на помилување ко уставна Инаку компетенција. постои комисија која што ги разгледува. Но ја, пошто сум и по вокација правник, јас сигурно дека нема да потпишам без уште еднаш да го прочитам извештајот и потоа ќе се одлучам дали ќе помилувам. Така да не можам јас без да ги имам податоци да кажам кого ќе помилувам. Добро, политичари ќе помилувате ли? Ако е политички затвореник. Ако е политички затвореник, што вика Билјана, ако е некој политички монтиран процес, тоа е друга работа. Затоа викам за да е Ја не познавам некој политичар што не вика дека не е политички за Груевски тврди дека е политички за поголеми гонет. цели, да речеме како што сега се гради тој наратив, сегогаш кога некој ќе се помилува и тоа се поврзува за некои поголеми цели. НАТО интеграција, ЕУ интеграција. Дали би подпишале помилување по-конкретно за 27 април? Мислите ова што се За овие што ќе бидат слушам дека осудени за се најавува дека 27 Иванов ќе ги помилува. Ја прво не верувам дека ќе ги помилува. Мислам дека прво треба Министерството за правда да го почне процесот, колку што ја имам информации, тоа не е Десковска денес отврли таква не знам можност. што рекла Десковска, Да. моја информација вела дека не ќе може, а и втората работа е ние сме во предизборна кампања. Во предизборието и во текот на изборната кампања не верувам дека председателот може да донесе таква одлука. Можете да видите со каква дива животиња народ живееме, затоа немаат идентитет и нема никогаш да имаат. Изјава на Сулејман Реџепи, поглаварот на ИВАЗа, Хелсиншки денеска поднесе пријава за говор на омраза. До Реџепи. Вашиот став, ја осудувате ли оваа изјава? Сигурно дека ја осудувам, дека ова е стварно, ако е така, ја слушам од вас прв пат. Прв пат? Да, ако е така, стварно е за секаква осуда. Значи да се Да се ги нарече смените советниците кои бесплатно работат за вас. Да, но тие и не се нека ве политички информираат советници, постојано. тие се А имате и дигитални- платени
политички Не, немам ни советници? платени, ни неплатени. Значи, тие се доброволни. Но ако е така... Многу е важно да ви информираат изјавата, за ако е сите ова случаи. изјава, навистина е за осудување. Джелал, блиц прашање? Па, ако ги земеме предвид сите изборни циклуси председателски, фактот дека за одење на вториот круг мора да го поставам вака. Вториот круг ќе ви треба најмалку 200, а најмногу 300.000 гласови. Вие сте фокусирани само во деловите кај што се со мнози советнички албанци. Како сметате дека ќе достигнете бројката за да одите во вториот круг, како што вие сте убедени? Да, досега така, иако и досега бе во Охрид, планираме да идеме во Битола, во Велес, во Струмица, тоа се сепак 4 општини со мнозинско македонско население. А од друга страна, ја добивам секој ден, буквално, по 10 SMS-ови пораки за повици, значи ме викаат да идам во тие средини. И имам исто така поддршка од граѓаните од македонската национална етничка припадност и јас сега не можам да спекулирам со бројки и да кажам колку ќе добијам, но ја навистина според анкетите мислам дека околу 70 до 100.000 според досегашните анкети. Значи, вас ќе ви треба околу еден контингент од ова е веќе анализа, ние немаме време за ова. Ја имам само на крај едно блиц прашање што можете да одговорите со да или не. Ако на ваша маса стигне законот за овозможување на регистрација на истополови бракови, дали би го потпишали? Со да и со не. Ако е тоа закон усвоен во собранието со мнозинско гласање и ако е тоа волјата на народ на оваа држава, ќе го потпишам. Може едно прашање? Ако е со да и со не. Еве, веднаш ќе кажем многу кратко. Зошто не сте дале податоци за недвижниот имот, основ на стекнување куќа, автомобил, орочен девизен депозит во Прокредит банка 38.000 евра, ова од антикорупцијска. Пишува не дал податоци. Да, само видете до крај прецизни во описот. Точно сум прецизна, го припишав ова. Дозволете да ми одговорите. Основ на стекнување. Не сте дале. Кажам. Ова е единствениот период во мојот живот во кој ја сум бил буџетски платен од државата. Само 4 години јас сум бил тој што земал плата од државата. Во тој случај јас сум бил приморан или обврзан да го дам описот на моето имотно стање. Во сите други години јас сум работел приватно или за странски компании, но никогаш за државата, тоест тоа не е прашањето. Основ на стекнување не дал додека сте биле пишува. функционер сте ги стекнали тие средства? Да. Не. Тие сум ги дал 2006 година кога стапувам. Кога бевте амбасадор. Да. И дали има после тоа и повисоки плати или имоти и така натаму. За тој период зборува, зашто нема за 4 години. А како ги земате тогаш тие податоци ако не сум ги дал? Нели ги земате од основ на стекнување, како сте ги стекнале, пишува не ги доставил. Погледнете го имотниот. Добро, ако станете председател, од лупа ќе го ставиме целиот ваш имот и тогаш ќе мора се да ни кажете од каде сте стекнале. Ви благодарам што бевте дел од оваа дебата и жешкото столче е во топ тема на ваша страна. Благодарам што одговаравте на сите наши прашања. Ви благодарам колеги што ја дополнивте оваа емисија и со ваши прашања. Овде е крајот на емисијата. Останете на програмите на Телма.